сметам дека во текот на утрешниот ден, викендот, понеделник би требало да се заокружат преговорите и да имаме стабилно парламентарно мнозинство кое што ќе го изгласа првенствено буџетот и ќе почне со работа во собранието, во владата, да продолжи со проектите кои што си ги имаме зацртано. Но секако тоа ќе го направи, верувам, убеден сум, актуелниот премиер, затоа што се работи за реконструирана влада, а не нова влада. Не би сакал да преюдицирам, значи се уште не се завршени воопшто разговорите, сега дали ќе биде здравство, дали ќе биде друг ресор, дали ќе биде образование или култура. Да, дали ќе биде друг ресор, не би сакал да ја преюдицирам затоа што не е завршено. Што е во рамката, господине Груби? Рековте од тоа што е понудено, што ќе биде прифатено. Што е, каде се движи рамката? Рамката е взаемно почитување помеѓу коалиционите, многу е значајно. Видовте што се случи. Значи, ако превземаме одговорност до 2024, ќе останеме до 2024 и ќе истраеме сите заедно. Ова е порака до ЗАЕФ или до алтернатива? Не, до другите што замина. Значи, мора да се има одговорни партии. Мора да се стои на зборот кој што се дава. Не може граѓаните да живеат во толкова неизвестност. Мора да се има предвидливост во државата.